Да, некој друг ба разбор. Колешката Владислава Носовска. Јас имам едно кратко прашање до представникот. Ме интересира негово видување. Дали мислите дека еве ова прелевање во конкурентските осигурителни фондови се должи и на се поголемата недоверба на осигурениците во државниот пензиски фонд? И ме интересира дали, бидејќи беше навистина голема афера, изјавена не од било кој, туку од министер за труд и социјална политика, кој што изјави дека во пензискиот фонд малте не се крадело многу и недостасуваат над 500.000 евра, ако не се лажам беа. Мислам дека таа сума. Ама некако, знаете, преку ноќ таа чудна реченица се тргна, не се зборуваше, па дури и ја коригира тогашната министерка Мила Царовска, представниците тогашни да каже дека ете тоа не било така, не баре се работи за 50 денари или 5 денари или 5.000 евра, колку и да се. Голема афера која што остана неистражена. Ме интересира дали ова афера се истражува. Не, знам дека ќе ми одговорите, не сме надлежни, има обвинителство, не работи ништо обвинителството, чека Љубомир Јовевски да го изберат на скали како уставен судија. Моабетот ми е вие како институција и сите институции кои што државава ги формирала за да го чува имотот за пензионерите сегашни па и идни, дали се прави некаква внатрешна ревизија, да се дојде до вистинската состојба и, бидејќи подопрен глас, слабо реагираат овие легалистиве, дали вие имате храброст како институција да им доставите написмено кој тоа се дрзнал да краде пари, дали е вистина, дали не е вистина, дали побаравте помош од меѓународни фактори, ваши пријатели, наши пријатели. Ако вие немате кадровски ресурси, сето тоа да го направите, за да не доаѓаме до такви констатации на јавни пресконференции дека навистина има огромна дупка во пензискиот фонд и со тоа на ионака осиромашените пензионери, на ионака исплашените пензионери, на ионака натоварени на грб и на нивна грижа и деца и внуци, да им представите дека тука нивните пари не се сигурни, па затоа одат во други фондови. Тоа ми беше вака прашањето генерално, да кажете што мислите, ако воопшто можете, смеете, знаете и така натаму, да ни објасните на нас како представници на граѓаните дали воопшто има таква ревизија во вашата институција и сродни на вашата институција. Благодарам.